Почитувани, добар ден. Ова е уште едно издание на Црвена линија. А во него пациентите во психијатриската болница во Демир Хисар биле врзувани со ремени и синџери кога се вознемирени, а вратите им биле заклучувани со катанци. Пациентите пак во Бардовци не добивале редовно терапија и често се карале и тепале. Во Идрисово затвореници се сместуваат по ходници и на под без кревет, а во некои затворски простори има кревети на 4 ката. Ова беше нотирано во извештајот за минатата година што го изготвил тимот на Националниот превентивен механизам по спроведен увид на терен. Во вчерашната топ тема на Телма, народниот правобранител Насер Зебери беше дециден дека на такви средства местото не име во болница. Може ли сиромаштијата да биде оправдување за нехуманиот однос кон луѓето сместени во овие институции? Дали се предвидени средства во буџетот за оваа намена и прашуваме каде завршуваат? Секако тука ве подсетуваме задолжително да не заследите на Facebook, Црвена линија, секако на Twitter, профилот на Телма телевизија на Facebook и секако задолжително на Instagram, каде што денес имаме нова анкета за сите вас кои што не следите токму тука. Прашуваме дали пациентите во душевните болници и затворите заслужуваат похуман однос од државата. Две опции за одговор да, не, а воедно ова ќе биде и дискусијата со која што ќе разговараме токму со вас, драги мои. Меѓу другото, ќе ве подсетам дека до Црвена линија лесно се доаѓа, доволно е да го завртите телефонскиот број 0230700005. Секако ќе подсетам дека 5 линии се активни, меѓу другото ќе напоменам и на самиот почеток да го намалите тонот на телевизорот, секако технички најдобро да зборувате преку слушалка со нас и нормално да не следите визуелно без звук на телевизорот. Меѓу другото, она што ќе потенцирам е многу повеќе за сево ова можете да прочитате секако и на telma.com.mk. Доколку кликнете ќе бидете и брзо информирани, но и секако да се задржите на следниве два наслови. Во Идрисово затвореници се сместуваат по ходници и на под без кревет, а во некои затворски простори има кревети на 4 ката. Меѓу другото е уште еден наслов. Секако подсетувам тука telma.com.mk, изјавата на Зебери е насловот: присуството на затворска полиција во психијатриските болници ќе спречи насилство врз пациентите и персоналот. Еве уште нешто ќе издвоиме од овој текст. Пациентите во психијатриската болница во Демир Хисар биле врзувани со ремени и синџери кога се вознемирени, а вратите им биле заклучувани со катанци. Пациентите пак во Бардовци не добивале редовно терапија и често се карале и тепале. Сево ова ќе подсетиме беше нотирано во извештајот за минатата година што го изготвил тимот на Националниот превентивен механизам. А ние денес вас ве прашуваме, може ли сиромаштијата да биде изговор и оправдување за нехуманиот однос кон луѓето сместени во овие институции? Дали сметате дека предвидените средства во буџетот за оваа намена сушност завршуваат онаму каде што треба да завршат? И секако едва и оние кои што ќе се вклучат во денешната дискусија ќе ги запрашаме исто онака како што ги прашуваме инстаграмџи на нашата анкета, а тоа дали пациентите во душевните болници и затворениците заслужуваат похуман однос. Две опции за одговор има на инстаграм, да, не, а секако 90 секунди за секој јавувач и едно излагање. Меѓу другото ќе подсетам, доколку сметате дека 90 секунди не ви се доволни, отворени сме повторно да го завртите нашиот телефон. А сега е време да стартуваме со Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Поздрав до емисијата. Поздрав секако и до вас. На брзина, значи има близок човек во една таква установа. Беше вознемирен, така. Некако се, како да кажам, малку психички растроен и така моравме да го однесеме таму во овие установи. И кога отидовме после неколку дена да видиме каква е ситуацијата со пациентот, лекарот кој не прима,
Ма воопшто не го интересираше. Па што знам, вика, како е. Значи, не се води сметка. Баравме да го видиме нашиот пациент. Кога го донесоа, може би и не очекуваа оние набрзо таква посета. Што да ви кажам, со искинати панталони, можам да речам дека, ете сега ќе се изразам така, задникот му беше цел од позади гол. И однесовме нови алишта, значи, за да биде пресоблечен и така да речам во едно нормално ниво. Како постапивте од кога и ве се соочивте со оваа новонастаната ситуација? Слабо ве слушам. Како постапивте кога увидовте во каква состојба е вашиот пациент? Па така, дојдовме дома и решивме да го повлечиме пациентот. Кога дојде дома, бевме принудени да постелиме еден бел чаршав на земја. Големо благодарам за тоа што се вклучивте во Црвена линија, пред се што споделивте ваше лично искуство во однос на тоа во каква состојба сте го затекнале вашиот човек кој што се разбира бил однесен токму во психијатриската болница на лекување. Но како и да е, можете повторно да го завртите телефонот, 90 секунди нови за вас и веќе напоменам до останатите гледачи, ве молам само внимавајте на тајмерот. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Фала Богу, од вторникот ве барам да ви кажам, за да ви упатам една критика, а тоа е зашто дозволувате некој да го вреѓа народот. Како ние дозволуваме некој да го вреѓа Па народот? ете го оставивте човеков до крај да се искаже таму, да ви кажува и виц за кучиња и демек тие што чувале кучиња, тие немале леп да јадат. Видете, додека не користи навредливи зборови и алудира на Па насилство. малку ли се навредливи тие зборови? Дека Дали нема имате нешто на вода во- темата да кажете? Ве молам, при критиката ја прифаќаме во ред. Дали имате темата, нешто да кажете на оваа Потполно се тема? слагам со ова што отворивте. Молам? Потполно се слагам со оваа тема што отворивте. Има такви работи, сега што да правиме? Како тие луѓе што исто како тој што ви го кажам, работат во такви установи и од нив пати Македонија, да ви кажам. Ајде, пријатно. Благодарам многу за јавувањето. Во продолжение би ве замолила со оглед на тоа што еве денеска имаме тема на која што особено ќе ни биде драго доколку некој сподели, се разбира, своји лични искуства и видувања пред себе со јавувањето во Црвена линија. Еве, уште еднаш ќе подсетиме, целта на Црвена линија е да не омаловажува и навредува било кого, тоа не е дозволено дури ниту гледачите меѓусебно да се навредуваат и критикуваат. А денешната тема за која што говориме со вас е дали пациентите во душевните болници и затворениците заслужуваат похуман однос од државата и сметате ли дека сиромаштијата секогаш треба да биде изговор или оправдување за нехуманиот однос кон луѓето сместени во овие институции? Имавме можности да слушнеме од првата гледачка која што се вклучи во Црвена линија директно од нивниот случај во каква состојба го пресретнале својот човек кој што е придаден како пациент во една од душевните болници. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Сега вака, да кажам, не сум имала случај вакви работи, ама уствари ние станавме на трагикомична држава. Тешко на тие луѓе и тешко и на персоналот, зашто немаат доволно и не се слатени. Значи, ние немаме пари и за болните од онкологија, немаме трикафта, немаме инзулин. Значи, ние немаме ништо, а имаме пари за премиерот, за министри, за меници, за сите работи. Значи, се нема пари за ништо, ама за нив има. Па дајте му на луѓето пари, убаво да се лечат. Мислам, не сум имала
мислам, вакви работи, не знам, али дајте запослите луѓе да се грижат за нив. Дајте му лекарства, дајте му лекови на онкологија, се умират, се лечкат по ходници и благодарност таму што тие работат и лекари и сестри. Дајте му на луѓето 3 кафта, дајте му инзулин. Дали нешто повеќе вреди од човечкиот живот, ве молам. Па ништо не е вредно, само е вредна власта и земање на пари, крадење и тендери, не знам што друго. Дали нешто вреди во ова наша Македонија поќе од човечкиот живот? Не само покажи се на телевизија дека си премиер, али што ќе кажеш, одели пари за тие луѓе, дајте поќе луѓе да се грижат. Ова оди се на пашипузок. Од кај да се сретни се е само пашипузок и сада сте стварно трагична држава. Благодарам многу и вам за вклучувањето во Црвена линија. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Дина. Па еве, што ќе кажете денес на оваа тема? Дали сиромаштијата е оправдување за тоа да имаме вакви состојби и нехуман однос кон луѓето сместени во овие институции? Тоа е тешко. Нема тоа. Од болниците нема ништо. На мој другар, модерно одделен, го утепа откатък, умре долу. 6 месеца го утеп, го баѓа сега. Не само е. Во сите болници нема. Не само таму. Чети, тоа така да ви види. Не да парите кај да отиват. Па ти кажам дека ги крадат парите. Тоа е тина. Не знам ја. Ти го болница да го дерно да не, да го премија тој човек. Премиле и умре човек за тоа не. Човек умре. Ова е. Kada je to bolnica koja? Oni sami će se propozvati. To je nekada poznat kako. Благодарам многу и вам за јавувањето. Меѓу другото, ќе поставиме прашање и дали се предвидени средства во буџетот. Што мислите, каде завршуваат овие средства? Каде ја наоѓаат својата намена? Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Добар ден, дали се слушаме? Во Црвена линија сте. Дали го имаме гледачот со оглед на тоа што ме гледам дека слушам, не можам да видам секако, телевизорот е пуштен со глас. Ке напоменам уште еднаш сите оние кои што ќе се вклучат во Црвена линија, ве молам, намалете го веднаш тонот на телевизорот и секако да зборуваме преку слушалка. Добар ден. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте. Вака сега, за темата. Дали сум на линија? Да, ве слушаме, продолжете. Вака сега. Сакам да појаснам во однос на правата на лицата што се во душевни болници и било кое друго лице во било која болница, независно дали е во душевна или во обична, истото има одредени права кои што му се гарантирани со закон и се неотуѓиви, а тоа значи дека не смее да биде врзано, односно лишено од слобода, без конкретна судска одлука за тоа. Значи, независно дали се наоѓа некој пациент на лекување, дали се наоѓа во постоперативен третман, дали се наоѓа на било која друга локација или пак во душевна болница, мора да има правосилна судска одлука дека тоа лице по потреба може да биде врзано за кревет. Доколку тоа го нема, таквите работи се сметаат за несоодветни на закон. Па дали ве гледате виновник во сиромаштијата, дали таа може да биде оправдување за ваквиот нехуман однос? Немам за тоа коментар. Јас само сакав да го кажам, да се обрне внимание на правната компонента на сите овие работи, колку што е можно повеќе да се консултираат лицата од правната област и колку што може да се работи на зајакнување на правната свест на граѓаните и Така, благодарам многу и вам за вклучувањето во Црвена линија. Продолжуваме гледачи со вас. Добар ден. Ало, Добар ден, во Црвена линија сте. јас сум на линија. Да, повелете. Видите, за ова за
лица дали се грижи државата за секако државата се грижи за такви лица, затоа што има отворено. Имаме и болници, имаме и за тие да се прекушители за затвореници, државата води сметка. Сега, граѓаните што се таму, демошителите што работат во тие знаат има познавање најголем за сите тие лица што се така расстроени. И сега не може си, например, некој да вели таму дека во таа имало кожни ремени, имало цинчири ги вразувале. Тие се знаат какви личности се и да не направат некоја поголема штета. Ајде, како го објаснувате она што го искусила гледачката која прва се јавила? Вие да таа гледачката, јас не можам како да кажам. Тоа му е не грешка, него се родило такво дете и сега тука... Ние не зборуваме за диагнозата на пациентот, туку за третманот кон пациентот. Вие третманите се секако добри таму. Ако некој стварно претерува во тие односи, ќе речеме од тие за такви личности расојани што мора не да се применат агресивни мерки, ама мора тоа да има, ќе речеме такви средства кои тие деца ќе бидат смирени и ќе бидат лекувани понатаму. Тука џабе народот дем што кажува луѓе се ова, тоа е недозволиво, ќе речеме да се појавуваат такви личности, ама тоа е тоа. Се јавиле такви личности и мора државата да води сметка за тие работи. Добро, благодарам. Цениме што го споделивте вашето мислење со гледачите на Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден, Тинче. Здраво. И ја да кажем нешто, поздрав до Телма, вака да ти кажем, никој не сака да биде у душевна болница, никој не сака да не ливој, но тоа е стварно жално ако се, како што слушамо, ако се изиграват, ако прават таквија, како да речем, да ги малтретира, тоа е греота. Никој не знае какво детето ќе му биде, или постар некој, сите треба да бидеме хумани, да помагамо колку можемо. Стварно, овој све што слушамо на телевизија, ако прават, дека ни идат душите. Некој да зема толку пари, да се растура од пари, а некој да малтретират и со сила да го терат, да му испадне душа, тој знаеш колку е тешко. Само ќе ти кажем денес ке дам пример, толку е сиромаштија, нели по град искочи, абе на 3-4 место што се знае, се тражат пари. Толку е народот више станал сиромашен, погледнеш ги жени, мажи, викам, леле, што би дел ово од оваа наша Македонија, што не ни дадат работа, тој социјално што прави таму, што нодат, и еден вика, они имат куќи ово, оно, бе, ај, викам, немој да зборите да имат куќи, они нема да просат, па и овие по затворите, што се по болниците, што се, да не даде Господ на никога такво нешто да се деси, затоа нек ни се помогне, нек ни се даде да искочат, па некој ќе се искоча живи и здрави, па погрешиле, например, никој не сака да, па поготово, па не дај Боже, па на дете, па како му е на тај родител, па он се све нада дека тој дете ќе се оправи, па и носат и од дома колку може дават. И јас сам имала примери, нели во затвор од порано носат, дават. Не, тешко е, многу е тешко. И тај кој скочи више не е онаја особа што е бил, значи тоа е више полак човек, на што. Големо благодарам и вам за јавувањето во Црвена линија. Сега ако би сакале да слушаме, да ве охрабриме вие кои што директно сте засегнати со оваа тема за која што говориме денес, имате лично искуство, да се јавите во Црвена линија. Добар ден. Здраво. Здраво. Тие луѓе во зборот деца само завршаваат душевни болници, тако завршаваат секакви луѓе, доктори на науки може да се најдат тука и најголеми владетели. Сака да кажа дека на родителите им е најтешко кога детето ќе заврши, па... Или вака, значи детето, дали ќе заврши детето или повозрастен човек, значи од здрав будала многу лесно се стане, верувај ми. А од будала назад да се вратиш е малку потешко. Така да, што се однесе до условите у тие клиники, бидејќи има една позната особа која беше најнормална особа, најнормална, и после се изненадив кога завршил Демирхиса. Значи, и таму почина. Значи, хаос е, значи, што се однесува до условите таму, тоа е да ти е страв да го гледаш како објект. И само ги клюкаат со антидепресиви, седативи и чуда, да бидат кротки јазмиња, ама со сила. Наместо да пробаат да ги социализираат тие луѓе, едино не би ги социализирал како тој од Белград дечко на што направи катастрофа на ondека, тој не би го социализирал, али луѓе што паднале од X разлози до таков степен да полудат,
Тие треба се социализираат. Социализација им е битна на тие луѓе. А што се однесува до затвореници, само сакам да ги двојат оние луѓе што имат многу помали по дела кои што се по безболни, успоредба со некои убийци или некои други што правиле даносни затајувања. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам за јавувањето. На 0230700005 ќе подсетам 5 линии се активни, веќе вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Дали сум ја на линија? Да, во црвена линија сте. Добро. Гледајќи ја на телевизија гледката од нашите затвори, дали во Скопје, дали во Демир Хисар или негде во некој друг град, мислам дека се најмизерни затворите. Би требало една наша делегација која е составена од луѓе кои работат во затворите да се пратат во една европска држава и да видат какви се условите таму. Не можете вие да ставите 5 души во 10 квадрати да спијат кој на кревети, кој на патос. А уште полошо во истата соба да биде и весето. Не знам дали сте гледале вие, еве, вчера и завчера прикажува Еве, веќе одат инсертите. Еве инсерти од затворот и Дризова. Затворот и Дризово како изгледа прво од надвор, а после внатре. Тамо и здрав човек да отиде, бидете сигурни, ако треба, ќе се ликвидира по нечија наредба. А за митото да не збориме, мито што зимаат, за да може затворениците да внесат телефони, дрога и нешто друго. Големо благодарам и вам за вклучувањето во денешното издание на Црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, повелете. Благодарам. Прво да раздвоиме. Во затворите и душевните болници се две различни категории на, да речам, луѓе кои што мора да бидат таму каде што ќе бидат. По затворите тие се огрешиле за нешто и си го плаќаат борчот, но не заслужуваат да имат такви услови за живот, значи треба да му се подобри. Меѓутоа ќе одам поќе на втората тема. Јас ќе се прашувам, значи ние и да не сакаме, такви луѓе ќе ни се раѓаат, да речеме, ќе се ствараат со ток на живот, на проблеми и слично, некој ќе сгреши што се вика со центрите и ќе мора да биде таков како што не треба да биде и единствени услови каде што на некој начин со тие луѓе се збринуваат во тие болници како што е Демир Хисар и не знам која беше друга, не е битно, значи, но да ги прашам сите оние кои што имаат проблем од тоа, значи со таквите луѓе. Дали, значи, сваќаат, дали можат тие да размислат дека и оние што работат со тие луѓе какви проблеми имаат. Прво, тие луѓе се неурачунливи. Тие мора сака или неќе, што се вика, не е убаво да го кажам, да носи некакво средство поред себе, затоа што има моја роднина која работеше во таква установа, вика, морам да имам едно кратко стапче, да го погледне, да му е страв дека, значи, затоа што тие се неурачунливи и може да направат оно што не треба да направат. Значи, треба да ги сватиме едната и другата страна. Гревата е што тие се такви какви што се. Благодарам за јавувањето во Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Се слушаме? Да, одлично ве слушаме. Повелете. Види, затворите, што критикуваат во затворите? Што бараат таму затворениците? Кој ги тера додат таму? Затворите си се арни. Но тие затворениците што бараат? Ги праќа некој насила? Не. Сами одат. Мори и треба и полоши услови да има. Тогаш држава ќе застане на нозе. Како може да ги штитиме затворениците? Има некој погрешка што дат во затвор, да, ник би ги заштитил. А овие што прават штета, што отишле во затвор, па уште хотел барат внатре. Не се согласувам со тоа. А овие што се речи душевните болници, тамо треба да се обрне внимание и тамо да се уреди, да се помогне на луѓето, а не на затворениците.
затворениците, како може да размислуваат за тоа? А еве, за условите, еве, ставивте акцент на душевните болници. Дали гледате дека сиромаштијата е всушност причинител за таквата состојба? Не е завидно ситуацијата, не се дават доволно грижа, некако држава не води сметка. Повеќе води за затвореници, него колку душевни болници. А ево од буџетот сметате ли дека доволно средства се одвојуваат? Како рековте, не ве слушам. Од буџетот сметате ли дека доволно средства се одвојуваат? Не, во ред, прифатено како одговор секако. Благодарам за учеството во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Прво би кажал за затворниците. Тие затвореници што краделе многу пари, што се офајдиле од државата, тие живеат во хотелски затвори. А оние со една количка дрвца или со едно кебапче што украдил, тие живеат најригорозно. Толку околу затворот. За душевните болници, не од сега, уште од пред 20 години. Во душевните болници, вие као новинари, не само тука на телевизија, него лично да одите на терен, ама да не се најавите. Оти ако се најавите, ќе има друг терк. Не најавени ќе одите и ќе видите на портирница од болните портир. Внатре главен од болните што треба таму. Навечер до 10 саат, од 10:30 до 22 има по некој шеткарат. После тоа можете внатре што сакате да правите. Сите спијат на кревет, на каучуци, си зимаат ноќна смена, а кој ги гледа оние душевно болните? Никому ништо. Некои се тепаат, некои кој што сака тоа си прават. Па ги бркаат, бегаат ваму таму. Значи нема ред, хаос е во душевните болници. Ама да одете 100%, ви гарантирам, ќе има што да видите репортажи да покажувате на народот. Како се третира. Таму ниту еден нема излекуван. Големо благодарам за јавувањето. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија. Не ми е... Слушаш ли ме? Не ми е јасно како можат народот за било која тема, абе први да се јават и за арно и за лошо. Намалете го тонот на телевизорот. Како можат толку за се да се јаве? Па ова е жално е за ово да збореш. Не за затворите, за овие другите. Оти секој може да се разболе, било млад, било стар. Секој може и да отиде, нема што да прават дома, мора да го однесат, што да прават. Али толку да се јавуваат луѓето и се да знаат тие, се знајковци у сите телевизии. А каде ја гледате, Иве? Каде ја гледате вината? Во што гледате вина? Зошто се во ваква состојба? Не знам, јас за тоа не ќам да зборам. Слушај, за тоа не ќам јас. Така, но еве ќе подсетиме дека темата за која што говориме денес, еве уште еднаш ќе подсетиме дали пациентите во душевните болници и затворениците заслужуваат похуман однос од државата. А секако темата ние не можеме како Црвена линија да ги обвинуваме гледачите кои што сакаат и имаат што да кажат на многу теми за кои што говориме. Тоа е нивно право, а еве своето право ќе го искористи следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, Црвена линија. Ало. Ве слушаме, Црвена линија, повелете. Сакав да ви соопштам, не само во Бардовци или во други, него и во 8 септембар ги врзуваат со каиши на интензивна нега. Ме разбирате? Добра, еве како ги коментирате условите во душевните болници и во затворските установи? Леле, ништо не ве слушам. Дали ви е намален тонот на телевизорот?
Јас ви кажувам дека и во 8 септембар на интензивна нега со кајши ги врзуваат. Добро, а во однос на оваа тема за која што говориме? Не ве слушам, убав ден. Баш ми е жал, еве уште еднаш ќе подсетам. Значи ве молам, најнапред, знам дека многу пати повторуваме, ама еве гледате, има ситуации каде што најверојатно некои гледачи за прв пат се вклучуваат во црвена линија. Од технички аспект е исклучително важно да го намалите тонот на телевизорот. Затоа имате и чувство дека не ме слушате доволно добро, повторување, фонија и така натаму. И да се држиме секако до темата. Ајде да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дали се слушаме? Да, одлично ве слушаме. Повелете. Еве, темата ме погодува страшно за пациентите во душевните болници. Јас мислам дека сите македонци или сите граѓани во Македонија се наоѓаме во една душевна болница. Подолго време, а особено последниве 7 години, ние сите сме во душевна болница. Душата не боли ова што ни се случува, а ние сме едни мирољубиви луѓе. И не можеме поинаку. Секако дека за болниците конкретно треба многу пари. Мора да се промени. Не го обвинувајте персоналот. Ајде, според вас, каде завршува? Дали имаме доволно средства наменети од буџетот за овие болници? Ма средства има, само што не се пренаменуваат таму. Некој си ги троши, некој шета, некој ужива, некој се подучува. Ве слушам и сакам да речам дека душевните болни можеби се најздравите луѓе. Кога душата те боли, значи реагираш против неморалот. Така да многу е филозофско прашањето кој е здрав, а кој не е здрав ментално. Бидејќи оние што немаат душевни болки, можеби и не се здрави ментално. Ете, тоа сакам да го кажам. А сочувствувам со сите луѓе што дошле до ред да одат во душ. Благодарам и вам за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија. Ова прашање е незгодно и посетливо. Така? Така и ве прашуваме дали во 21 век сиромаштијата ли не е оправдување да имаме нехуман однос и лоши услови во затворите и душевните болници? Посебно во душевните болници требаат подобри услови, персонал подобар. Таму тие за кревота се, им треба помош, тие се немоćни, така? И таму треба повише државата да, мислам, средства да одвои гревота се, а ова кој се огрешил, колку да стаиш и упердови да го чуваш затвор, си е затвор. Разбирате? Затоа апелирам за душевните да повише да се одвојат пари. Поздрав! Голем поздрав и до вас и секако благодарам за јавувањето во црвена линија. Добар ден! Добар ден! Добар ден! Ете, повторно ќе мора да напоменам да се намали тонот на телевизорот, ве молам. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Благодарам, сум јас. Да, вие сте, повелете. Благодарам, тогаш веднаш да почнам. Колку ли вреди оваа тема? Дали пациентите во душевните болници и затворите заслужуваат похуман однос од државата? Абе, нашава држава, нашиве државници, нашиви владетели, дали гледаме како ги трошат парите? Не парите, него милионите, милијардите. Како лесно ги трошат? По колку милиони има министерство добиено, а не се знае денер кај потрошило. Дават по 30.000 евра за перење коли месечно. Се сетат кај сакаат, како сакаат одржавните коли. Трошат народни пари на секој чекор. Само што даваат од буџетот плата на државните службеници колку толку и пензии на овие ние
што сме од животот дел од здравјето оставили заради позрели години да се добие некоја пара која се подостари. По ова не се води ред ништо, бе ова толку неводење ред, толку душманство во државата, на самата држава, на самата македонска нација. Како да сме ние, не знам, дојдени од некаде, не да сме македонци, не да сме овде родени, да сме помагали, да сме сакале државата, да сме градиле се што требало да учествуваме за град. Благодарам за вашето учество во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ете го телефонот звони. Добар ден. Добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Вака од лично искуство. Началничката ја викав. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Методи Чифриганов. За мене великани не умират. Господа го прости. И куќа Азра ме будат 3 месеца. Бев мртов на невропсихијатриска болница, државна болница. И на долечење 3,5 години у психијатриска болница Скопје, тоест Бардовци. Началничката ме поштуваше и ја поштував, само ја викав мајче. И така си терав 3 години и 2 месеца. Носеа внуци, носеа браќа, носеа сестри, ојка ми, тегерол, терапијата, али упорно почнав да барам. Али не, ми дават обични диазепани, да се смирам, да легнам. И денеска ги пијам тие. Не, кој е примерен, кој е ово оно? Бардовци за мене беше супер, него жалам што ми умреа и река Маријан и... Големо благодарам еве што се охрабривте и го споделивте вашето лично искуство во една од душевните болници, поточно Бардовци. Продолжете да не следите. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Јас уште еднаш тука еве во меѓувреме ќе ве потсетам со оглед на тоа што се уште имаме 5 линии активни. До нас се доаѓа на 023070005. Она што секако ќе потенцираме да не заследите на Инстаграм, не случајно, бидејќи се уште во тек ни е денешната анкета на која што можете да дадете одговора. Секако резултатите наскоро ќе бидат соопштени некаде по рекламите, па еве ќе можам и да ви покажам на Инстаграм. Ете така изгледаме на Инстаграм стори. Прашањето за денес е дали пациентите во душевните болници и затворите заслужуваат похуман однос од државата. Да, некако 2 опции за одговор, а наскоро по рекламите ќе ги соопштам и резултатите. Вклучуваме гледач во меѓувреме. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Во врска со темата, јас мислам дека голема негрижа се води околу пациентите во душевните болници и затворници. Мислам дека треба на вистина да се преземат големи мерки во врска со нив, инаку може слободно да се дојде до заклучок дека уште будалите во Македонија не се побудалени. Благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, ве слушаме во Црвена линија сте. Дали е намален тонот на телевизорот? Најверојатно не. Ете, затоа е тоа што јас постојано повторувам, но што да правиме кога мора. Добар ден. Ете, тоа е една од причините зашто гледачите се уште чекаат и сметаат дека не се вклучени во програма.
нема чувство дека ги слушаме, значи еве напомена до сите оние во наредниве минути што остануваат од црвена линија до рекламите. Ве молам, намалете го веднаш тонот на телевизорот по вклучувањето во програма. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Ќе бидам кратка. Јас мислам дека сите луѓе заслужуваат по-хумани услови во државата. Дали затвореници или душевно болни, мислам државата треба да си преземе мерки. Благодарам. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме сега ко совест. Ке подсетам 90 секунди имате време трајање на едно излагање, така да можете да бидете и подолги, но секако и да внимавате доколку имате желба и подолги да бидете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Да, се јавам во Скопје и на ова тема што е доста интересна. Би сакала да кажам, прво не би се сложила со еден од гледачите за негов однос дека затворите треба да бидат неугледни и дека тие затвореничите имаат, значи, заслужуваат да живеат во таков нере, во таков хаос и неки услови. Ние сепак сме на модерна европска држава. Сега, ако ќе ги погледнеме тие статија или какви се затворите, почевши од Норвешка, па до, да кажеме, Афганистан или Пакистан таму, ние би се нашли некаде таму при крајот. Јас сметам дека тие што се под затворите се добре своја казна ја издржуваат. Меѓутоа, затворите не треба да бидат само затвори, туку сепак да се тие затворениците не само да имат услови нормални за еден човечки нормален живот, туку и да се едуцираат за да сепак во тоа време додека они ослужуваат казната, да некој се грижи да се едуцираат за да кога ќе завршат со својата казна да бидат сепак едни граѓани што ќе можат да работат во општеството. Тоа е во врска со затворите кои се навицна стварно во мирна состојба секаде, а во врска со овие со душевните болници, јас мислам исто. Јас ќе мора уште еднаш да подсетам 90 секунди е време траењето на едно излагање и ќе ви се заблагодарам име за вашето вклучување. Секако ако остане уште малку време, слободно завртете повторно. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Чичко Ангел на телефон. Голем поздрав до вас. Кинче те памтам од Белото глувче уште. Драго ми е, еве, на што се должи нехуманиот однос и... Нехуманиот, слаба психологија кај васпитачите. Јас сум имал случај, сум бил, иначе сум по занимање инженер машински, а иначе сум бил наставник и во нижи одделенија, и во висши одделенија, и во занатски одделенија. Во занатски одделенија имав еден случај таков, кај што детево, синот, се пожали татко му и мајка му дека ги тепат секоја вечер. Дојде во бирото за запослување кај што ги учев оние деца што не се запишале никаде. И тука дојде, викат, што да направиме? Ја му викам, донесете го утре кај мене, па да видам. Дојде луѓето, фино го донесе, јас му поставив раководни задачи на детето. Со тоа што му поставив раководни задачи на детето, тоа доби голем елан. Така, благодарам многу за јавувањето. Одиме со уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. За душевно болните луѓе се знае дека треба некоја медицинска нега и ред други работи, не дај Боже да е таков човек.
у реду, толку за нив. Меѓутоа за затворениците има многу типови на затвореници кои што се, меѓутоа криминалците се знае, треба да спијат на сламарици, а не многу сакале удобно, како удобно тие се убици, криминалци и ред други работи. Тоа нека не се жалат. Меѓутоа, ако мислат дека лошо живеат во затворите, зимно време во Охрид не им работат хотелите, па треба у хотели да ги ставиме таму за убавина да живеат. Такви луѓе не бе, до животна робја ќе се биде и здрави, и што има да се жалат тие? Тие осакатиле невини фамилии, луѓе, деца утепале, осакатиле све и сега ќе воведуваме некои правила европски, што воопште не се никакви тие закони. Они воведуваат секакви закони за бракови, жена со жена, маж со жена, жена па и други работи. Мислам да тоа нема сврка за тоа воопште и да се збори. Затоа затворениците нека им биде добро. А еве дали според вас има доволно средства во буџетот да се подобрат условите и во душевните болници? Не, во душевните болници би имало средства како што сега живеат, како што сега даваат воспитање на нив и све, може нешто да се додаде ако им фали. Добро, големо благодарам и вам за јавувањето, дојде времето за реклами. Повторно со црвена линија и како што впрочем во секој издание правиме, така дојде и времето да ги соопштиме резултатите од Instagram Story анкетата. На денешното прашање дали пациентите во душевните болници и затворите заслужуваат похуман однос од државата, со да одговорија 92%, а со не 8%. А јас ќе ве потсетам уште еднаш да следете на Facebook, секако на Twitter, профилот на Телма телевизија на Facebook и секако нас на Instagram, па веќе утре бидете дел од оние кои што одговараат на нашите анкети. А за да одговорите точно на заврти на Телма, секако ние преминуваме сега од црвена линија наскоро во втората моја канцеларија, ќе ве подготвам со две прашања, ќе бидат во квизот. А денес, драги мои, не заборавајте, главната награда е телевизор. Така да еве ви едно прашање, во кој град е закопан познатиот грк Алексис Георгис Зорба и копчињата на женска кошула се наоѓаат на левата или на десната страна? Ве чекам со точни одговори и ве канам на убава релаксација, дружење и секако награда телевизор.